Линија треба да го имам председателот на Сојузот на синдикати Дарко Димовски, кој ден пред изборите испрати соопштение, поточно Сојузот на синдикати испрати соопштение со кое потсети дека изборниот ден е неработен ден. Дали тоа навистина беше така? Дознаваме од Димовски. Димовски, добро утро. Добро утро. Каква е вашата анализа? Што заклучи Сојузот на синдикати за изборниот ден? Беа ли испочитувани вашите препораки? Беше ли испочитуван законот? Колкав дел од работниците не беа ослободени од работа? Така е, како што знаеме, среда 15 јули беше прогласен за неработен ден на сите граѓани во Република Северна Македонија поради одржување на предвремени парламентарни избори. Тоа истото го донесе и како заклучок владата на нејзината 74-та седница, која исто апелираше и укажа дека до сите институции, компании, фирми, организации кои ќе се одлучат да работат на 15 јули 2020 година треба да пријават својата работа до Државниот инспекторат за труд. Како и според Законот за работни односи и Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, работодавачот на работникот е должен да му исплати надомест и додаток на плата за работа на празници, на работни денови утврдени со закон или друг пропис. Ние се како синдикат, тоест како Сојуз на синдикати на Македонија, го разглобивме ова прашање и го објаснивме. Во заклучокот на владата, каде што ни кажуваат, го кажуваат тој член 148 од Законот за работни односи, каде што вика дека работникот има право на отсуство од работа со надоместок на плата за државни празници, кои се определени како слободни денови и доколку производниот процес се одвива непрекинато, работодавачот е должен писмено да го извести подрашниот државен инспекторат. Сега тоа колку се поштуваше, ние од наши работници имавме дојава дека одредени конфекции, супермаркети, компании работеа на тој ден, но нивните менаџери и работодавачи според членот 28 став 1 алинеа 5 од Општиот колективен договор за стопанство се обврзале тие работни часови да ги зголемат за 50% како што предвидува и во член 28 што го кажав од Општиот колективен договор за стопанството. Ние се надеваме дека сите оние што работеа на тој ден ќе си го добијат тој 50% екстра додаток што го предвидува Законот за работни односи и колективниот договор и не треба да имаме реперкусии дали колку и како треба да се исплати. А за сите оние работодавачи кои ќе злоупотребат ова право на работниците, Сојуз на синдикати на Македонија по пријави на нашите работници ќе барат тие работодавачи да бидат наостро санкционирани, тоест казнети од страна на надлежните инспекцијски служби. Дарко, сакам едно прашање да ти поставам, бидејќи велиш по пријава на работниците, дали Сојузот на синдикати има доволно механизми да ги заштити работниците кои пријавуваат, бидејќи знаеме дека реперкусиите кои ги трпат по работното место се токму и поради пријавувањето, па и затоа голем дел од работниците не се охрабрени да пријават нерегуларности. За тоа е вака. За тоа постои синдикатот и синдикатот се става во името на работниците, тоест на неговите членови. За тоа апелирам сите оние работници кои сметат дека нивните работнички права се загрозени да пријават како во Скопје во Сојузот, така и во нашите регионални канцеларии што ги имаме во поголемите градови во нашата земја, да пријават тие што ќе пријават нивните имиња никогаш нема да бидат кажано страна на тој регионален секретар или од нашите административни соработници. Баш напротив, Сојузот на синдикати ќе поднесе представка и таму ќе пише Сојуз на синдикати на Македонија и ние ќе ги бараме тие нарушени права во тие компании каде што навистина се угнетуваат или нарушуваат. Дарко Димовски, председател на Сојузот на синдикати, кратко, но јасно. Благодарам за ова вклучување во утрински брифинг. Благодарам и на вас. Поздрав.